некаква реафирмација на македонскиот посебен јазик и идентитет во Европскиот совет е секако добредојден потек, но најмногу е символичен од неколку причини, бидејќи јазикот е веќе во преговарачката рамка. Унилатералната изјава на Бугарија не го менува тој факт и тоа може да помогне во некаква оптика дома да сегашната власт, но сепак мислам дека нема да биде доволно за да ги направиме уставните измени. Толку сме далеку со диаметрално спротивставените позиции со Бугарија, што се работи веќе за недостаток на политичка волја и за интроспектива на Европската Унија, а не само за козметички промени. Се претерува со значењето кога некоја институција, личност и така натаму ќе спомне македонски јазик и македонски идентитет. Видите, ние не треба да го очекуваме тоа, да очекуваме тако признание од надвор. Ние сме тоа и сето тоа што се прави наоколу е само треба да биде резултат на наша критика и да нашиот одговор треба да биде критичен. Значи, прво не знаеме дали Европскиот парламент ќе го усвои во таа со таква содржина, со такви квалификации. Сепак, носењето на ваков заклучок може да биде индикација дека Европската Унија е заинтересирана да направи некаков можеби поголем потег напред во обид да се разреши ова прашање. Можеби е индиција за нивна подготвеност за поголем ангажман. Сепак, политичките позиции остануваат толку далеку една од друга, што веројатноста за пробив, па дури и на самитот на НАТО, останува минимална. Борбата се води. Македонскиот народ факт дека е оспорен, македонскиот јазик е оспорен, тоа е јавно, разбирате, што е најстрашно, тоа е влезено и во преговарачката рамка на Европската Унија, а ние цело време се правиме, божем не разбираме што се случува и третираме разни ситуации кои се апсолутно игнорантски према нас, према нашите фундаментални вредности.